Секој пат доаѓал на време, а знаеш што? Ќе причек. Домачинке, јас тргнувам. Па време е да одам да си го отворам дуќанот. Добро, домаќине, Господ нека е со тебе. Имај среќен ден. И немој да заборавиш да дојдеш за ручек. Добро, домачинке, нема да задоцнам. Добар ден, мајсторе. Добар ден. Ние малку подранивме. Големе Господ, девојки. Се надевам дека не чекавте многу. Повелете, влезете. И ајде, кажете, што треба да се поправи? Мајсторе, видите, тука имаме едно ланче, кој ќе треба малку да ми го поправите. Да, мајсторе, и од истото тоа парче, мене да ми направите мала белекција за рачето на мојата помала сестра. Дали е возможно? Големе Господ, девојки, се ќе направиме затоа што така рекол Господ. Добро, мајсторе, ние сега ќе си одиме, но пред тоа, каде да го ставиме накитов? Па еве, оставете го на масата. Ќе се видиме за некој ден, кога ќе ја завршиш работата. Големе Господ, девојки, и срекни и весели да се вратите. До гледање и напред работа. Добар ден, мајсторе. Добре ми дојдовте и повелете, кажете, што треба да се поправи. Мајсторе, пред малку работи низнова и се скина белекцијава. Па, ме замолила, ако можете да ми ја поправите. Ќе ја поправиме затоа што така рекол Господ. А вие имате ли нешто друго или така само сте дојдени со пријателката? Јас, мајсторе, имам поголем проблем. Од мојот привезок на ланчето, а тоа е крсте, ми се скрши едно парче, но парчето го изгуби. И сега треба да се изработи ново парче, нели е така? Да, така е, ако е можно. Нема што не е можно. Големе Господ, се ќе поправиме затоа што така сака Господ. Ако е така, еве го привезокот. Останете со здравје, мајсторе. Со здравје да си одите. До гледање. Господар, во градот има еден мајстор Златко, многу вреден и поштен, но постојано повторува: голем е Господ, голем е Господ. И јас слушнав од друг дека е така, па си поставувам прашање. Дали тој мајстор има голема вера или од навика да го повторува тоа? Дали нешто ќе превземеш, господару? Да, и се преправам во обичен граѓан и ќе појдам да го пробам. А јас, господару, да ме пратам ли? Не, нема потреба, сам ќе појдам. Наметката. Со здравје и со Господ напред да одите. Добар ден, мајсторе. Добар ден, брате, затоа што голем е Господ. Дали ќе можеш, мајсторе, да ми го поправиш прстен? Ќе го поправам, Господине, затоа што така рекол Господ. Но, брате, внимавај, мојот прстен има скапоцен диамант. Добро, брате, ќе внимавам, само вие оставете го. Но уште еднаш ти вел, внимавај да не го изгубиш диамантот, бидејќи е многу скап. Не, брате, нема да го изгубам, затоа што голем е Господ. Добро тогаш, кога да дојдам, кога ќе биде готов? Дојди за 8 дена, бидејќи ми се насобраа доста предмети за работа. Значи, тогаш ќе биде готов. Да, Господине, затоа што голем е Господ. Со здравје да си одиш, Господине, затоа што голем е Господ. Ха. Тој не знае дека диамантот му го зедов. Прстенов му го остави празен. Сега диамантов ќе го фрлам во море. Нека се изгуби. Па тогаш ќе видиме дали Господ ќе му го врати од морето и дали пак ќе повторува: голем е Господ, голем е Господ. Помина неколку недели, а него го нема.
Sigurno ogladnil. Će pojdam da mu odnesam nešto za jadenje i da vidim što se slučuje. Napred rabota, domaćine. Dobro večer, domaćinke. Dobro bre, domaćine. Eve, pominala nekoliko dena, a ti ne se vraćaš doma. Moram, ženo, imam mnogo rabota, zato što goleme gospod. Toga ševe, ti donesov nešto za jadenje, pa prikasni malko. I poslije pak rabotaj. Postavi go ti jadenjeto tukaj i odi. Eve, upne će ti ga ostaviti. Dobro. Samo gledaj, završi pobarbu su rabota i dojdi doma, da se odmoriš kako čovjek. Ki se odmoram, domaćinke, goleme gospod. Do gledanje, domaćine. Do gledanja, domaćinke. Nametkata. Povedete, gospodaru. Dobar den, majstore. Dobar den. Da li majstore go popravi prsten? Go popravim, gospodine, eve. No, brate, kada je dijamantot? Gospodine, ja s prstenom go popravih, no na nego ne vidov nikakov dijamant. Kako bre nemalo dijamant? Znaš li ti su koga zboruvaš? Ja sam car. Car? Pa što ako si car, ne si pogonjem od gospoda? Slušaj, babu, ako za 3 dina ne mi go vratiš dijamantot, glava tak je ti ja preseču. Ništo, vaše visočestvo. Golem je gospod, zato što toj taka saka. Така, ќе ти покажам јас тебе колко е голем Господ, ако за 3 дена не ми го вратиш дијамантот. Ništo, vaše visočestvo, i mislim дека ќе vi go vrata. I така ти кажував, домачинке, царот ќе дојде за 3 дена да му го вратам прстенот. Kako bre si go izgubil dijamantot od carevi od prsten? Молчи, жено, не плачи, па голем е господ. No mažu, carot za 3 dena će ti ja preseće glavata. I ne samo tebe, i mene. Прекини, жено, замолчи, па голем е господ. Но ти го направили ручекот, што подготвуваш? Videći se pusti zedov riba od napazar, no ne je gotova. Тога што чекаш, ајде, спреми ја, испрши ја и дај да ја јадеме. Stani malko domaćine, da mi pomogneš, samo da joj isečeme ribava. Добро, земи го ти ножот, јас ќе ја држам и почни сечи ја натри од кај стомакот. Lele mažu, nožo udrimo nešto tvrdo. Остави го де ножот и фати со рака, види што е. Gledaj domaćine, što je ova? Домачинке, па ова е дијамантот од царевиот прстен. Što zborvaš domaćine, od kada je dijamant od ribava? Ех, жено, зарем не ти реков, немој да плачиш, затоа што голем е Господ. Ајде сега, додека ти го подготвуваш јадењето, јас додам да го намештам прстенот. Бидејќи денеска ќе дојде царот да му го вратам. I poglasaj, dodeka je spremam ribava. Добро, брза. Јас заминувам некај. A na metkata, gospodaru? Не треба. Добар ден, мајсторе. Добар ден. Дали го поправи прстенот со дијамантот? Го поправив,
височество, еве. Дай вам прстенот. Види, навистина, добро ако јас диамантот го извадив од прстенот и го фрлив во море, па сега пак го гледам на него. Тогаш и јас ќе речам дека навистина голем е Господ. Но како и зошто? Ке ви објаснам како. Затоа што така сакаше Господ. Голем е Господ, ваше височество, само ако веруваш во Него. Значи тие зборови не ги кажуваше напразно. Од денес ти ќе бидеш кај мене советник во моето царство, затоа што дознав дека ти тоа го кажуваш од длабочина на срце. И имаш толку јака вера да во се веруваш, затоа што со тебе е Господ. Ти си прав верник.